Добро вечер, колеги советници, почитувани представници на администрацијата, почитуван градоначалник. За денес ја свикав четвртата редовна седница на Советот на општина Неготино. За работа на седницата го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог решение за давање согласност на планот за вработување за 2018 година на локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино. Точка 2. Предлог решение за давање согласност на планот за вработување за 2018 година на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методий Неготино. Точка број 3. Предлог одлука за согласност за имплементирање на проектот енергетска ефикасност во прекограничната област како индикативен фактор на политиката за животна средина со акроним НПОЛ-ЕЕ за општина Неготино. Точка број 4. Предлог програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2018 година. Точка број 5. Предлог програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2018 година. Точка број 6. Предлог програма за заштита на животната средина на територијата на општина Неготино за 2018 година. Точка број 7. Предлог програма за работа во областта на располагање со градежното земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Неготино за 2018 година. Точка број 8. Предлог програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. Точка број 9. Предлог програма за локален економски развој на општина Неготино за 2018 година. Точка број 10. Предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2018 година. Точка број 11. Предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на образованието за 2018 година. Точка број 11. Предлог програма за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2018 година во општина Неготино. Точка број 12. Предлог оперативен план за действување во зимски услови на јавни предпријатија и установи основани од општината, трговските друштва и органите на општина Неготино во 2017-2018 година. Точка број 13. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општина Неготино. Точка број 14. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општина Неготино, територијална противпожарна единица. Точка број 15. Предлог одлука за изменување на одлуката за исплаќање на еднократен надоместок за секој новородено дете во општина Неготино. Точка број 16. Предлог одлука за престанок на важењето на одлуката број 08.296/16 од 18.9.2015 година за доделување на финансиска поддршка. Точка број 17. Предлог решение за доделување на финансиска поддршка. Точка број 18. Предлог решение за доделување на еднократна помош. Отварам расправа по однос на дневниот ред. Молам дали некој бара збор. Господинот Петре Манчев. Петре, повели. Благодарам. Почитувани колеги, почитувани граѓани, поради недемократското однесување на власта и селективниот пристап при примена на правда во Република Македонија, колега Манчев, ВМРО, ДПМН и коалицијата колега нема да Манчев, учествува на оваа седница на Советот на општина Неготино. Власта во политички монтирани случаи ги затвара патриотите, чиј единствен греф е што си ја сакаат државата и подготвува закон за амнестија на над 1000 затвореници, сторители на тешки кривични дела. Република Македонија е заробена држава од страна на СДС. Ви благодарам. Благодарам. Бидејќи не видов ништо во однос на дневниот ред од страна на колегата Петре Манчев, предлог дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 8 гласа за. Дали има некој против? Воздржан? Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Започнуваме со работа по првата точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност на планот за вработување за 2018 година на локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино. За ова комисија одржа
Комисията за явни дейности. Го молам председател да го произнесе съставът на комисията. Волен Младенович Павле. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисията за явни дейности предлог решението за даване съгласност за планот за вработување за 2018 година на локална библиотека Страчов и Неготино беше разгледан. Истото беше усвоено и предлагам и своето истото да го усвоим. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог решението го ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. Нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Втора точка. Предлог решение за давање согласност на планот за вработување за 2018 година на Средното општинско училиште Свети Кирил Методин Неготино. Седница одржа Комисијата за јавни дейности. Председател Волен Младенович Павле. Комисията за явни дейности го разгледа решението за даване согласност за планот за вработување, истото го усвои, предлагам и од своето да биде усвоено. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог решението го ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Трета точка. Предлог одлука за согласност за имплементирање на проектот енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животна средина со акроним НПОЛ-ЕЕ за општина Неготино. Седница одржа Комисијата за локален економски развој Ивана Трајкова Повеле. На вчерашната комисија за локален економски развој предлог одлуката за согласност за имплементирање на проектот беше разгледана и едногласно усвоена. Исто така предлагам и советот да ја усвои. Благодарам, колешке. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог одлуката ја ставам на гласење. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Четврта точка. Предлог програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2018 година. Седница одржа Комисијата за урбанизам. Председател Трајче Повеле. Благодарам. Вака, најпрво сакам да изразам едно големо жалење поради начинот на однесување на советниците од ВМРО ДПМНЕ. Мислам дека овој начин на работа нема да донесе никакво добро за општина Неготино и треба централните политики да ги оставиме на централно ниво. Ние треба да се грижиме за општина Неготино, за граѓаните на општина Неготино. Ова го кажувам од тоа поради тоа што вчера се одржаа сите комисии по сите точки и не беа во полн состав. Мислам дека за едно добро функционирање и на Советот на општина Неготино и на општина Неготино во целост, ние треба да бидеме единствени, да ги гледаме нашите проблеми, за да може да функционираме како што треба. Пак ќе кажам, значи, Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина вчера одржа седница, ја разгледа оваа точка, едногласно ја усвои, меѓутоа апелирам до советниците од ВМРО ДПМНЕ да почнат да работат како што треба и во насока на граѓаните на општина Неготино. Благодарам. И предлагам исто така оваа точка да ја усвои Советот на општина Неготино. Благодарам, колега. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог програмата за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2018 година ја ставам на гласен. Молам кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Точка број 5. Предлог програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2018 година. Седница Комисијата за урбанизам Трајче Димов, Трајче Повле. Благодарам уште еднаш. Значи, Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина дискутираше и по оваа точка. Имавме детална анализа и сметам дека програмата е добра и мислам комисијата ја усвои. Предлагам и Советот на општина Неготино да ја стави на гласење да ја усвои. Благодарам, колега. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог програмата ја ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Точка број 6. Предлог програма за заштита на животната средина на територијата на општина Неготино за 2018 година. Повторно Комисијата за урбанизам Трајче Димов Повели.
Ќе се повторам уште еднаш. Значи, Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина вчера ја разгледа и оваа програма за заштита на животна средина на територија на општина Неготино. Значи, имавме конструктивни предлози и сметам дека оваа програма треба да се усвои во насока на заштита на животна средина и напредување на ова на живот на граѓаните на општина Неготино. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, ви молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Точка број 7. Предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Неготино за 2018 година. Комисијата за урбанизам одржа седница. Трајче Димов повели ставот на комисијата. Благодарам. Значи, комисијата се состана и разгледуваше и оваа точка. Предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Неготино за 2018 година. Истата ја усвои и предлагам да ја ставиме на гласање. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Точка број 8. Предлог програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. Комисијата за урбанизам одржа седница. Ставот на комисијата повели Трајче Димов. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина одржа седница. Мислам на седницата беше на дневен ред и оваа точка. Имавме исцрпна дискусија и истата се усвои. Имаме и еден амандман, мислам. Само еден момент. Значи, во оваа програма комисијата предложи амандман во предлог програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште во просторот на општина Неготино за 2018 година средства за остварување на програмата во табела приходи на доместок за одржување на јавно зеленило со износ од 3 милиона и 500 илјади денари се брише и сумата од 3 милиона и 500 илјади денари се пренесува во приход подреден број 11, средства од буџет, кој станува износ од 89 милиона 266 илјади денари. Образложение за овој амандман е со оглед на тоа што Советот на општина Неготино нема донесена одлука за утврдување на давачка на доместок за одржување на јавно зеленило. Неосновано е во приходниот дел на предлог програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште по просторот на општина Неготино за 2018 година да се утврдува приход по овој основ. Сметам дека дали треба овој предлагам амандманот по оваа точка да го ставиме на гласање, а потоа да ја изгласаме и програмата која што потоа беше усвоена на комисијата. Благодарам, колега. Збор представникот на администрацијата, раководителот на одделението за комунални дејности, Владимир Велјанов, повели. Благодарам, председателе. Почитувани съветници, почитувани градоначалник, почитувани колеги, почитувани медиуми. Одделението за комунални дејности на предлог на градоначалникот е изработил оваа програма. Со тоа што предпоставувавме дека ќе недостасуваат одредени средства за реализација на годишната програма и согласно законот за зеленило, како можни начин на финансирање на таа програма за јавно зеленило и јавна чистота, си дадов за слобода да ставам како одредена на доместок да се стави, ама со оглед на тоа што по замерките, мислам и по забелешките на самите советници кои се на место, се додека не се донесе таква одлука, не може да се стави и да се предвиди програмата и со право беше донесен амандманот за да се поништи оваа ставка, да приходите се стават како приход од буџет. Другото останува се исто. Благодарам.
Тоа значи дека како предлагач на програмата го прифаќате амандманот. Да. Ви благодарам. Од тие причини амандманот веќе станува составен дел на програмата. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, колеги советници, предложената програма со усвоениот амандмани и измени ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. 9 точка. Предлог програма за локален економски развој на општина Неготино за 2018 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Молам колешката Ивана Трајкова ставот на комисијата. Благодарам председателе. Комисијата за локален економски развој ја разгледа програмата за локален економски развој на општина Неготино за 2018 година. Истата ја изгласа. Предлагам и советот да ја усвои. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. 10 точка. Предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита во 2018 година. Седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам колегата Воле Младенович ставот на комисијата. На вчерашната седница, беше разгледана програмата за активностите на општина Неготино во област на социјалната заштита за 2018 година. Истата беше презентирана од страна на официјална овластено лице и истата беше исто така усвоена од комисијата. Предлагам истата да биде усвоена од Советот. Благодарам. И по оваа точка има доставено амандман. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, најпрве го ставам на гласање предложениот амандман од Комисијата за јавни дејности. Молам со Повели Воле Младенович. На вчерашната седница беше исто така поднесен амандман за програмата на социјалната заштита за активностите на општина Неготино во област на социјалната заштита. Има измени во предлог програмата, на доместокот за новородено дете во износ од 1 милион денари се брише и сумата од 1 милион денари се пренесува во друга ставка социјална заштита и заштита на деца. Образложение. Имајќи го предвид фактот што во досегашното функционирање на мерката на доместок за новородено дете не ги даде очекуваните резултати, пред се во зголемување на наталитетот во општина Неготино, сметаме дека износот од милион денари кој е предвиден да се финансира од буџетот на општина Неготино подобро ќе се употреби за решавање на прашањето за изградба на нова детска градинка во Неготино. Тоа беше амандманот кој беше поднесен. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, го ставам амандманот на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за. Констатирам дека амандманот е усвоен и станува составен дел на програмата. Предлог програмата за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита во 2018 година ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Преминуваме со работа на 11 точка. Предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на образованието во 2018 година. Седница одржа Комисијата за јавни дејности. Воле Младенович повели ставот на комисијата. На вчерашната седница на комисијата беше разгледана и ова точка. Исто така програмата ни беше образложена и презентирана. Комисијата ја усвои програмата. Предлагаме и Советот исто така да ја усвои. Благодарам, колега. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. 12 точка. Така? 12 точка. Предлог програма за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2018 година во општина Неготино.
Седница одржа Комисијата за јавни дејности. Воле Младеновиќ повели ставот на комисијата. На вчерашна седница беше разгледана и ова точка. Програмата за култура, спорт и поддршка на Сдруженија и фондации во 2018 година беше презентирана, беше образложена, комисијата ја прифати и ја изгласа. Предлагам и Советот да ја изгласа истата програма. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Точка број 13. Предлог оперативен план за действување во зимски услови на јавни предпријатија и установи, основани од општината, трговски друштва и органите на општина Неготино во 2017-2018 година. Седница одржа Комисијата за јавни дејности. Молам Воле Младеновиќ ставот на комисијата. Комисијата ја разгледа оваа точка, го прифана оперативниот план за действување во зимски услови и предлагам и Советот исто да го прифати. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог оперативниот план го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог оперативниот план е усвоен. Точка број 14. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општина Неготино. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог решението за давање на согласност за годишниот план за вработување за 2018 година е усвоен. Точка број 15. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општина Неготино, територијална противпожарна единица. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог решението за давање на согласност го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека и ова предлог решение е усвоено. Точка број 16. Предлог одлука за изменување на одлуката за исплаќање на еднократен надоместок за секој новородено дете во општина Неготино. Седница одржа Комисијата за јавни дејности. Воле Младеновиќ, молам ставот на комисијата. На вчерашната седница оваа точка беше разгледана, беше дискутирана. Комисијата предложи и амандман за истата точка. Амандманот гласи, предлог одлуката за се менува насловот и истиот треба да гласи предлог одлуката за престанување на важење на одлука број 07/436/3 од 30.8.2013 година и одлуката број 08/296/15 од 18.9.2015 година. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуката, горе спомнатата одлука за исплаќање на еднократен надоместок за секој новородено дете во општина Неготино и одлуката која подоцна е изменета и дополнета одлуката за исплаќање на еднократен надоместок за секој новородено дете во општина Неготино. Образложението е исто како и претходно, имајќи го предвид фактот што во досегашното функционирање на мерката надоместок за новородено дете не ги даде очекуваните резултати, пред се во зголемувањето на наталитетот во општина Неготино, сметаме дека финансиските средства што се употребуваат за оваа намена подобро ќе се искористат за решавање на одредени прашања кои се од витално значење за сите граѓани на општина Неготино. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, најпрво го ставам на гласање предложението амандман од страна на Комисијата за јавни дејности. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека амандманот е усвоен и станува составен дел на одлуката. Сега ја ставам на гласање предлог одлуката. Ве молам со кревање на рака кој е за.
8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Точка број 17. Предлог одлука за престанок на важењето на одлуката број 08.296/16 од 18.9.2015 година за доделување на финансиска поддршка. Комисија јавни дејности одржа состанок. Вуле Младеновиќ повели ставот на комисијата. Комисијата ја разгледа и ова точка, истата ја усвои, предлагам и советот да ја усвои ова одлука. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Точка број 18. Предлог решение за доделување на финансиска поддршка. Седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата Воле Младеновиќ ставот на комисијата. Исто и ова точка беше разгледана на вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности и Комисијата за јавни дејности го усвои решението за доделување на финансиска поддршка. Финансиската поддршка ќе биде за ракометниот клуб Вардар од Неготино во износ од 20.000 денари. Предлагам и Советот на општина Неготино истата е усвоен. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го ставам на гласање, ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка број 19. Предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Комисијата за јавни дејности одржа состанок. Го молам председателот на комисијата Вуле Младеновиќ ставот на комисијата. Вуле повели. На вчерашната седница беа доставени до комисијата барањата од страна на лицата кои барат еднократна парична помош. Комисијата ги усвои барањето и решението и предлагам и Советот да го усвои истото. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го ставам на гласање, ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, представници на администрацијата, почитувани представници на медиумите, граѓани на општина Неготино. Со оваа точка е исцрпен дневниот ред за денешната седница. Ви благодарам на сите за присуството.